ќе испееме песната број 15. Татко наш небесен, со слава исполнет посетине, Создател на цел свет, Господ над силите, над сета вселена ти владееш. Ќе го слушнеме 47-миот псалм. Заплескајте со рацете сите народи, воскликнете кон Бога со радосен глас, зашто Севишниот Господ е страшен, голем цар е на целата земја. Тој ни покори под нас луѓе и народи. Тој ни одбра наследство за нас, достоинствоста на Јаков, кој го возлюби. Се искачи Бог при восклици, Господ со друбен звук. Пејте му на нашиот Бог, пејте му на нашиот цар, пејте. Зашто Бог е цар на целата земја. Пејте му псалм. Бог е цар на народите. Тој седи на светиот свој престол. Незнабожичките кнезови се собираат како народ кон Аврамовиот Бог.
зашто земните заштитници му припаѓаат на Бога. Тој е возвишен над сите. Амин. Ќе ве замолам да се исправите за молитва. Нека е прославено Твоето свето име, Господи, и во денешниот неделен ден, кој што Ти си го определил за Твоја слава и чест. Ти благодариме што можеме да бидеме дел од Твојата слава, ово утро да се собереме како браќа и сестри и да го прославиме Твоето свето име. Ние се приклучуваме, Господе, кон вечната Твоја слава, во кој што Ти живееш и Те слават милиони ангели. Заедно со нив ние сакаме да Те воздигнеме над небесата, над силите, над властите, над сите господства, бидејќи си достоен да ја примиш славата и честа. Заради тоа што Ти умре и воскресна за нас. Затоа Ти благодариме, Господи, што ја направи таа жртва, што ни обезбеди спасение, пристап до Тебе, вечен живот. Благодарни сме, Господе, што преку верата во Тебе можеме да се нарекуваме Твои деца, како црква, како тело Твое, да се собираме да Те славиме. Те молиме, примине ово утро пред Твоето лице со нашите слабости, такви какви што сме, доаѓаме кај Тебе. Прости ни ги гревовите. Ние признаваме дека грешевме во изминатава недела со мисли, со зборови, со дела. Те молиме Ти да ни дадеш сила за да можеме да живееме живот богоугоден на Тебе. Словото сега кога ќе го читаме и слушаме, тоа да биде храна за нас, да не очистува, да не приближува кај Тебе, бидејќи тоа е својството и силата на Твоето Слово. Те молиме, Господе, да си спомнеш и за наши браќа и сестри кои што во денешниот ден се собираат насекаде во светот во Твоето име, Исусе Христе, и таму да дадеш благослов. А Те молиме исто така и за нашите ближни и сакани кои што не се овде, од разни причини, спречени, Ти да бидеш и со нив и да ги посетиш, Господе, со Твојата љубов. Сега се препуштаме во Твоите раце и се молиме во името Исусово. Амин. Втората песна за слава на Бога ќе биде 247. Стено Ти засолни ме, в преградки свој сокри ме. Крвта која потече, гревот ми го очисти. Христе, само крвта Ти брише мои престапи. Pre
Драги мои возлюбени во Исус Христос, драго ми е што по Божјата милост можем ово утро да бидем заедно со сите вас, да застанеме пред нашиот Бог, да го прославиме Неговото име, но и да го слушаме Неговиот глас. Тој ово утро има повторно припремено порака, која што е упатена за сите нас кои што сме дојдени ово утро. Воедно сакам да ви ги пренесам и поздравите од нашата заедница во Муртино. Во овој период црквата го одбележува Исусовото вознесение или пак Спасов ден. Си спомнуваме како Исус Христос се вознесе на небото. И затоа е важно како за црквата, така и за народот, кој што не знае и не е упатен, да си спомни за Исусовото вознесение. Дека тоа не беше само некое подигање, вознесување на Исус, одделување од земјата кон небото, но тоа беше сила Божја која што действуваше во Исус Христос. И затоа ово утро темата за нашата проповед ќе ни гласи: Исусовото вознесение значи власт и сила. На тоа ќе размислуваме. За таа цел ќе прочитаме од Ефесијаните, првата глава, од 15 до 23 стих, и таму ќе видиме како апостолот Павле зборува за таа сила со кој што го воскресна Исус Христос, со кој што го вознесе на небото и исто така работи и во нас, верниците во црквата Негова. Може да внимавате во вашите Библии, кои што се пред вас, да си ги земете и да отворите послание до Ефесијаните, првата глава, од 15 стих до 23 ќе читаме, односно до крајот. Ете, затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите светии, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете, и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое друго име со кое се именуваат, не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе, и го постави глава над сите во црквата, кој е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Амин. Во 1858 година бил поставен првиот трансатлантски телеграфски кабел помеѓу Европа и Америка. Луѓето биле воодушевени со знанието и помислата како можело за неколку минути да биде пренесена одредена порака од еден континент на друг континент. Но набргу кабелот се прекинал од одредени различни причини и луѓето сватиле, помислиле дека постои огромна сила која што може да биде спроведена, сепак луѓето се уште не знаат како да ја користат. Така со текот на времето, кога се развила технологијата, тие можеле многу лесно
да ги спроведуваат пораките, цивилизацијата соживеала и комуникацијата многу повеќе се подобрила. На тој начин и ние во Светото Писмо имаме порака за Божјата сила, која што дејствува во нас. Божјата сила која што Бог го воскресна Исус Христос од мртвите и го вознесе на небото. Затоа, ова утро, Бог сака да размислуваме за таа сила, која што не е на располагање на сите нас. Затоа што во 19 стих читаме вака: и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас кои веруваме, преку дејството на неговата крепка сила. Често пати и ние како црква, како верници, не сме свесни. Или пак ја занемеруваме таа Божја сила која што ни е на располагање и живее во нас, како тело, затоа што црквата е Христово тело. Нека да видиме уште на почетокот, на 15 стих, како апостолот Павле почнува и доаѓа, стига до таа сила. Денешниот текст кој што го прочитавме всушност е молитва, кој што апостолот Павле ја упатува до Бог за ефесијаните, за црквата во Ефес. И во првите два стихови ние го гледаме мотивот. Од што е мотивиран апостолот за да се моли за црквата? Знаете, ние често пати кога му се молиме на Бога, кога му се обраќаме, треба да бидеме мотивирани од нешто. За тоа за кој што се молиме или за тие луѓе за кои што се застапуваме. 15 стих вели вака: ете затоа и јас кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите свети, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Апостолот е мотивиран од верата и љубовта во ефесијаните, во верниците. Вели, слушнав за вашата вера во Христос Исус. Исто така и за љубовта, ама сега не кон Исус, но кон сите светии. Тоа значи верниците. Светиите или светците се верните луѓе кои што починале или пак се уште живи. И Павле е воодушевен. Тој е радосен, затоа што има вера, има и љубов. Двете најважни компоненти кои што мора да бидат содржани во срцето на верникот. Верата кон Бог и љубовта како кон ближните, кон луѓето, кон верниците, така и кон Бога. И таа вера и љубов треба да биде негувана. Од овде се поставува прашањето: дали нас не мотивира таа вера и љубов ние да се молиме толку усредно на Бога? Не да се молиме за себе си и за нашите потреби, но да се молиме за нашите ближни, за црквата, за верните. И тоа, како што вели Павле, му благодарам на Бога за вас, спомнувајќи ве во молитвите своји. Значи, пред се, ние кога треба да се молиме на Бога, не треба да бидат нашите потреби на прво место. Но прво да го прославиме Бога, да му благодариме за нашите ближни сакани. Најнакрајот да дојдат нашите потреби. Павле кога се моли, тој се моли за тоа што веќе го знаат верниците да стане живо во нив. Ние имаме познавање од Словото, имаме познавање од Светото Писмо, од црквата, од редот и се така натаму, но сега молитвата на гласокот е тоа што го знаеме. Тоа кој што го имаме веќе,
да оживее, да расцвети, да стане активно, да стане действително во нашиот живот. Да не биде само теорија, да не биде само ритуал и пракса, но да биде наше секојдневие. Всушност, љубовта и верата да бидат практични во животот. Тоа е нагласокот кога апостолот Павле се моли. Кога го пишува посланието, тој бил веќе зрел духовен борец, спремен да се соочува со неволите, со предизвиците кои што доаѓаат од надвор кон црквата и кон самиот него. Затоа, драги мои возлюбени во Христос, таа молитва е потребна исто така и за нас. И ние да се молиме со истата молитва. Молитва која што ќе не држи да бидеме будни, да бидеме заедно, да живееме како едно тело, да бидеме луѓе кои што ќе се молиме едни за други. Понатаму ние ќе забележиме во таа молитва повеќе детали, нешта за кои што се моли апостолот Павле. Апостолот се моли за просветление, за откровение. Тој се моли за мудрост. Важни нешта. Насушни нешта кои ни се потребни. Да осознаеме, да проникнеме, да ни се открие, Бог да ни открие духовни вистини, кои што треба да бидат храна за нашата душа, кои што треба да не приближат до Бога. И затоа тој вели во 17 стих: "Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост." Колку ни е тој потребен дух на мудрост во нас, во заедништвото, во телото, во црквата Христова. Откровение вели за да го познаете, да го видиме Господ на еден нов начин, да го доживееме во нашиот живот со една сила која што Христос го воскресна и го вознесе Исус на небото. И во 18 стих тој продолжува да ги кажува причините за кои што се моли, вели: "И да ги просветли очите на срцата ваши." Гледате, тој уште подлабоко сака да навлезе. Дека нам, на верниците, ни е потребно просветлување на нашите срца. Постојано и постојано преку Словото да се очистува срцето, да се очистуват мислите од секојдневните, така условно кажени, загадени води кои што се слеваат во нашите срца и во нашите мисли. Без разлика дали се тоа грижи на работното место, проблеми дома, со комшиите и така натаму. Искушенија со кои што ѓаволот сака да не оддели од молитвата, од Словото, од погледот кон Бог. А Словото е тоа кој што не прочистува и ни дава такво просветление на нашите срца за да увидиме нешто. Сега апостолот се моли за ние да увидиме. Има три нешта кои што овде тој ги нагласува, а треба постојано да бидат пред нашите очи, да ги увидиме. А за да ги увидиме тие нешта, веќе рековме, потребно е небесна сила, Божја сила, кој што ќе ги просветли нашите срца. Кои се тие три нешта за кои што апостолот конкретно ги нагласува и се моли? Првото е надежта, кој што треба ние да ја увидиме. Второто нешто е богатството на славата, да ја увидиме. Значи, црквата има надеж, има богатство на славата и сила, кој што е ние главната порака за ова утро. Божјата сила.
Тоа го гледаме во 18 стих, каде што вели: и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите. Тоа беше првото, надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Значи, надеж, богатство на слава и сила. Тие три нешта црквата ги поседува. Ги има и треба да ги живее. Нека да ги поред разгледаме. Надежта. Прво апостолот се моли за просветление да ја увидиме надежта. Имаме ли надеж? На што се надеваме? Секој ден. Секој на нешто се надева, да се случи, да дојде, да отиде некаде, да добие, да направи. Надежта во својата суштина е очекување на нешто. Господ Бог сака просветлени јасно да ја видиме надежта. Затоа каква прекрасна иднина им е ветена на повиканите, на верните. А тоа сме ние. Сме размислували за тоа каква прекрасна иднина имаме ние со Бог во вечност. Колку често размислуваме, се радуваме и ја очекуваме таа иднина. Очекуваме слава, избавување од распаѓањето. Телото е распадливо. Се што е материјално и телесно е распадливо во овој свет. Тоа го знаеме, нели? Го слушаме. Но дали се надеваме на тоа? Дали го очекуваме? Дали ја имаме надежта за еден вечен живот, кој што не одржува во овој телесен живот, во тие искушенија и маки? Дали гледаме од перспектива на вечноста кон земните нешта, земните случувања, секојдневните? Затоа што, драги мои, доаѓа ново создание, нов Ерусалим, ново тело во кој што ќе бидеме облечени, ќе бидеме воскреснати, или пак можеби, ако Бог благоволи, ќе го дочекаме нашиот Господ и Спасител. Надежта носи страдања, трпи затоа што гледа кон славата што доаѓа. Молитвата е да ја видиме таа надеж, да ја доживееме, да ја очекуваме. Кога учениците се разделија од Исус Христос при вознесението, тие од Него се разделија со Исус Христос жив, не мртов. Ние со нашите ближни се разделуваме кога тие веќе се починати, мртви. И на тој начин се разделуваме од нив, нели ги погребуваме. Но учениците од својот Спасител се разделија кога Исус беше жив. Тој се вознесе на небото. И таа е надежта дека Исус им се представи жив и се раздели од нив жив. Отиде жив горе на небото. Тој и сега жив и е присутен духовно помеѓу нас. И затоа има основа да се надеваме дека тој пак ќе се врати. Тој не остана во гробот. Коските Исусови до ден денешен не се најдени, не се откриени, затоа што тој воскресна. Затоа што тој оживее и седи од десната страна на Бог Отецот. Тоа го читаме, на тоа се надеваме, во тоа веруваме. Второто нешто за кој што Павле се моли да го увидиме и сознаеме
богатството на славата. Какво богатство имаме ние? Какво богатство нас не радува? Што е богатство за тебе и за мене? За црквата. Некој ќе рече, моето богатство се децата. Друг ќе рече семејството. Трет ќе рече работата, производството, продажбата, интелектуалноста, титулата, дипломата и така натаму, многу нешта представуваат богатство за човекот. Но богатството на црквата е славата Божја. И затоа ово утро Бог сака нашите очи не да бидат свртени кон нашето богатство, што за нас е богатство, но кон Божјото богатство, кое што е наше просветлување, наше прославување со Бога, да разбереме какво богатство и величествено наследство има Бог за нас. Небесни богатства, небесни станови, небесни живеалишта има Бог за нас. Самата слава, можете, тоа човечкиот ум не може да го замисли во каква непристапна светлина Бог живее, каква слава тој има. А ние сме наследници на таа слава. Ние треба да бидеме дел од таа слава. Кога ние стануваме инструмент за служење на Бог, ние всушност придонесуваме за Божјото дело, за таа слава. И тоа е богатство. Да можеш да бидеш во службата на Господ Исус Христос. Неискористен човек или верник во својата намена е сиромав. Какво богатство сме ние во очите на Бога? Што придонесуваме? Што правиме? Богатството на славата. Дали живееме, дали сме дел, дали работиме и служиме во богатството на славата Негова. Во Римјаните 3:23 читаме: сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Значи гревот не одделува, отпагиме од славата Божја. Но Исус Христос се вознесе во Божјата слава. Ако прочитаме во Дела на апостолите, 7 глава, 55 стих, забележете што е овде запишено. А Стефан, исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, што виде? Ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. Каде се вознесе Исус, каде отиде? Во славата Божја. Од десната страна на Бога тој стои. И продолжува и вели и рече: еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Дали пред твоите и моите очи стои Божјата слава? Или пак човечката слава? Дали за нас небесата се отворени? Бог, секој пат кога го читаме Словото, кога ги слушаме проповеди, кога се собираме во христијанско заедништво, ја отвора небесата со своите духовни благослови за нас. Дали го гледаме Синот човечки како стои, спремен да не пречека нас. Стефан веќе беше на пат. Тој се уште не беше починат, но за кратко време веќе камењата ќе беа врз него, го каменуваа, нели ние знаеме, и тој отиде кај својот Господ. Но пред да се случи тоа, тој уште жив вели: јас го видов Христос, славата Негова.
уште кога сме живи, ние треба да живееме во таа слава. Да ја гледаме, постојано да биде пред нас богатство на таа слава. Тоа е богатството. Величественото нешто. Грандиозноста. Кој што е за сите нас откриена и дадена. И последното нешто, силата, за кој што се моли апостолот. На кој му треба сила? На секој еден од нас. Каква сила имаме? Која сила ја користиме во нашето секојдневие? Често пати верникот не е свесен дека му е дадена на располагање огромна сила. Само треба да ја користи, да знае како да ја употреби. Таа духовна, небесна сила. Словото Божјо ни вели дека таа сила е неизмерна, ненадминлива сила. Деветнаесто стих вели: и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас кои веруваме. Неизмерна, не може да се измери таа сила. Колку е моќна, колку е силна. И овде идејата, пораката е, да видиме и да разбереме колку огромна е силата негова во нас, кои веруваме во него. Често пати, кога не сме свесни, паѓаме во разочарување, кога не ја користиме таа сила. Во депресија, во грев, во отугиност од Бога. Како сами да сме, како да нема кој да ни помогне, како да нема сила во нас. Често пати така постапуваме. Како да не сме деца на Севишниот Бог. А таа сила, ако сакаме да ја карактеризираме, да ја дадеме некој карактер, е сила кој што не се сопира, не може ништо да ја запре, Божјата сила, кој што е за нас или во нас. Таа е врховна сила, нема над неја, никој ништо не може да се спротистави на таа сила, зашто Бог е врховен. Еве забележуваме кога и како Бог ја искористил таа сила. 20 стих вели: таа сила тој ја покажа во Христос кога го воскресна од мртвите. Замислете, сила која што мртви воскреснува и го постави од својата десна страна на небесата, вознесението. Тоа е таа сила. Повисоко од секое началство, власт, сила, господство и на секој име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. Значи, можеме да си ги замислиме најмокните, силните царства во овој свет. Поседуваат најсовремено оружје, војска, сила, власт. Било кој можеме да си ги помислиме. Таа Божја сила е многу поголема од тие земни сили и власти. Тоа сака да каже Словото, дека таа сила е во вас. Например, за политичарите силата е народот, за полицаецот силата е законот. Христијаните действуваат со силата на Господ Исус Христос, кој е над сите други сили. Таа сила действуваше во Исус Христос кога беше во физичко тело овде на земјата. Кога проповедаше, кога лекуваше болни, кога исцелуваше, кога воскреснуваше мртви, кога проповедаше, кога се молеше Исус Христос. Таа сила действуваше. Сега таа сила е во неговото духовно тело, црквата. Ја забележуваме ли таа разлика? Додека Исус Христос беше на земјата, таа сила беше во неговото физичко тело. Тој се вознесе, го прати Светиот Дух
И преку силата на Светиот Дух, таа Божја сила живее во неговото духовно тело. Кој е неговото духовно тело? Сите ние, верните, неговата црква. Христијаните треба да сознаат дека се носители на таа сила. Затоа се моли Павле. Да осознаеме, да видиме, да бидеме просветлени дека сме носители на таа сила, дека е во нас, за нас дадена. И треба да напред да одиме без да се плашиме. Драги брати и сестро, Павле се моли тие нешта да бидат јасни. Да не се сомневаме во нив. Да не потпаѓаме во молитвите. Да не се разочаруваме од искушенијата, од огнените стрели на лукавиот. Исус се вознесе и за тебе, да се застапува и да припрема место и за мене, за секој еден од нас. Да владе и да ги покори непријателите. Одесно на престолот, кога се вели дека Исус Христос е седнат и застанат, значи власт. Престолот значи власт. И сила. Исус Христос седи там, одесно на престолот и се моли на Бог Отецот за нас, за нашите гревови. Тој е посредник, застапник за сите нас. И тие зборови се напишени за охрабрување на црквата. Ние ги читаме. Ово утро ги слушаме за ние да се охрабриме. Да се оснажиме, да добиеме сила. Кога ќе излеземе од вратата, од црквата, да бидеме исполнети со таа крепка сила во нас. И кога ќе си одиме дома и во наредната недела, до следната недела, кога ќе дојдеме пак на црква, да имаме таа сила. Да ја живееме. Затоа слушаме, затоа читаме. Да не си заминеме празни. Туку во нашите зборови да се забележува таа сила. Ви посакувам Исус да биде глава на секој еден од вас, на нас. Тој да не раководи, тој да биде нашата сила. Знаејќи што Исус не води, дека сме сигурни. Затоа радувајте се и славете го Бога, затоа што е достоен да биде прославен, сега и во сите векови. Амин. Ке ве замолам да се исправите за молитва. Ти благодариме, о Господе Исусе Христе, за таа огромна сила која што тече во духовните вени на Твоето тело во нас, во црквата. Фала Ти што ја имаме и затоа ово утро Те молиме како и Павле, ние да постанеме свесни, да ја увидиме, дека сме носители на таа сила со која што Ти воскресна, со која што се вознесе на небото. Ја имаме и ние на располагање. Прости ни што често пати живееме, се однесуваме така поразено некогаш од поднебесните сили на темнината. А не сме сами, Господе, Ти си со нас. Ти, Свети Душе, работеш во нашите срца и мисли. Што и да дојде, во иднината, ние се надеваме на Тебе, на Твојата сила. Фала Ти за таа надеж, кој што ја имаме. Фала Ти, Господе, за славата на богатството, кој што ја имаме во Тебе. Фала Ти што имаме наследство со светиите, со верните во Твојата слава. Ти благодариме што Ти си нашето наследство. Секој ден, секој момент, но и во Царството Божјо,
кога ќе те видиме лице во лице, кога ќе се сретнеме со тебе во таа слава и ќе живееме заедно во тоа богатство. И затоа научине секој ден нашиот живот да го живееме на тој начин, со таа надеж, со тоа богатство на слава, со таа сила, верувајќи дека таму каде што отидете ти и се вознесе, таму е и нашето место. Припремај не, Господе. Нека Твојот Свети Дух не припрема како невестата кој што се припрема за младоженецот, така и ние да се припремаме за Тебе. Затоа што Ти си оној кој што плати за нас. Тебе нека Ти е славата, честа и величието. Сега сите заедно ќе Ти се молиме онака како што Ти не научи нас. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и опрости ни ги долговите наши, како што ние им опрощаваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто е Твое царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Може да седнете. Ќе го прославиме Бога со последната песна 154. Лице в лице ќе го сретнам Исус Христос на небо. Ќе го гледам јас со восхит тој што умре за мене. Jesus
Ги слушнеме децата. Благословајте ги оние што ве гонат, благословајте ги, но не и да ги гонете. Римјаните 12:14. Благодариме, деца. Што се однесува до информациите, после ова утринска служба се замолува одборот да остане за кратко. Во среда во 19 часот е библиско-молитвениот час и следната недела, ако Господ даде, ќе биде наредната богослужба со почеток од 10 часот. Тоа се информациите. Сега ќе ве замолам да се исправите за песната број 1, први број, и ќе завршиме со благословот на крај. Со песни благодарство. И мирот Божи, кој што го надвишува секој човечки ум, да ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус, сега и во сите векови. Амин. Ова богослужба е завршена.